По лажните дојави за бомби во училиштата одржан е состанок. Направени се проверки во училишните згради, а потоа е продолжено со настава. Министерката за образование и наука Весна Јаневска потврди дека сите дојави за бомби се лажни. Истакна дека постојано се во комуникација со Министерството за внатрешни работи со цел да се решат овие проблеми и да се зголеми безбедноста кога се во прашање децата. Утрово одржавме состанок со представниците на Министерството за внатрешни работи и на неколку други институции кои се задолжени за јавната безбедност, представници на Министерството за информатичко општество и дигитална трансформација и Факултетот за информатички комуникации и компјутерско инженерство. Како што е веќе соопштено, сите дојави се лажни. Направени се проверки во училишните објекти, а потоа учениците се вратени на настава. Благодарам на полицијата и на сите други служби за брзата интервенција и посветеност кон најмладите и истовремено жалам што некој се поигрува со нашите деца и ја вознемирува јавноста. Јаневска апелираше до училиштата да ги користат исклучиво електронските адреси за комуникација кои се креирани од страна на МОН. До општините пак во чија надлежност се училиштата апелираше да постават физичко обезбедување и видеокамери со цел поголема заштита на децата. Училиштата да бидат предпазливи кој како влегува кај нив, додаде Јаневска. Апелираме до наставниците и другите вработени во училиштата за комуникација да ги користат исклучиво службените електронски адреси кои се креирани од Министерството за образование и наука. Исклучиво тие електронски адреси, чија безбедност ја подигнавме со двојна автентикација при најавување согласно европските безбедносни стандарди. Значи ја подигнавме безбедноста со двојна автентикација и со ова им давам одговор и на одредени училишта кои реагираа од ваквата потреба. Лажни дојави за бомби освен во Штип, утринава имаше и во Кочани, Зрновци и Виница, како и на повеќе места во државата.